Здраво, Вера. Како си? Здраво. Одлично, благодарам, Златка. Ти како си? Супер. Предпоставувам дека во животот имате добиено многу, безброј комплименти. Кој комплимент ви е најромантичен? Дека сум духовита. Дека сум харизматична, нежна. Дека имам очи на срна. Не погрешиле. Ете, тоа се така, во прв момент што можам да се сетам на нешто што ми е баш онака сладки комплименти кои ми ги давале. Што представува за вас поимот джентлмен? Како вие го чувствувате джентлменството? Па, джентлменството, сега мислам дека некако и не доаѓа како со нарачка. Мислам дека джентлмен едноставно човекот или е джентлмен или не се станува. Мислам дека е нешто што мажот го носи со себе. Некој свој стил, по нешто што е оригинален, да е коректен, воспитан, внимателен. И сега, значи тоа може тука сега тоа е некоја си надворешност или може би станува сепак и малку и како за вкус. Збор, меѓутоа ете јас така сметам дека джентлмените едноставно си или не си и вклучуваат тие некои мали ситни манири кои што самиот маж ги има и тие го даваат тој тој дојам на джентлменство, на чистота има манирите, дали ќе отвори врата или дали е тоа дали е убав збор, насмевка, стил со кој што се однесува, начинот на кој што говори или како се однесува и со околината, не само кон жените, значи воопшто и кон околината. Што е она прво што го забележувате кај мажите? Парфемот. Парфемот. Кој ви е омилен машки парфем? Па, уствари е юнисекс, молекул се вика. Супер. Да. Дали е важен стилот на облекување кај мажите? Па, важен е. Мислам дека е важен и дека е една исто, како и кај жените, дека една експресија, едно изразување, бидејќи со стилот на облекување во дадени прилики, мислам дека се праќа и одредена порака. За тоа и за одредени прилики постојат и протоколи како треба да се што треба да носите. И мислам, тоа ми е баш убаво тие джентлмени кои што знаат одлично да се носат и со спортска облека и со костум и во секоја прилика и пригода да изгледаат сосема онака прекрасно и средено и да се во сите тие улоги да се пронајдат себе си. Според вас, дали е важна внатрешната убавина кај мажот или надворешниот изглед? Мислам дека е еден комплетен пакет. Јас сум за пакет. Ако лично веќе ме прашувате. Секако дека мислам кај мажите дека присед внатрешната е многу поважна. Мислам дека за кај жените се повеќе тој прво надворешниот, а мажот сметам дека треба, како претходно што кажав, дека треба да биде културен, да има убав однос кон себе, кон околината, да има почит кон женскиот род, да ги сака децата, да има убав хумор, да е духовит, интелигентен, значи тие некои така карактеристики, квалитети кои што треба да ги има. Со која особина еден джентлмен може да ја освои Веро Мештеровиќ? Интелигенција, харизматичност и духовност. Кои се според неа вистинските джентлмени во Македонија? Па има, се уште има, од кои што ајде да не се изгразнам грубо помладите генерации, не мора да значи од кои што можат мажите да видат што значи те некои мали ситни манири, без повод да се направат одредени гестови, не мора стално да биде со повод, вистинските джентлмени тоа постојано го прават. И драго ми е што постојат и во Македонија се уште, и така што можеме да зборуваме. Меѓутоа јас не би сакала сега конкретно да ги наведам со име за да не се тоа извади од контекст, али би ги навела мојот татко, мојот брат, мојот братуче Тиво Икни, мојата, да речам, најблиска околина, која што ги сметам сосема джентлмени, затоа што уште од детството можам да се сетам дека татко ми во викендите никогаш од пазар не се враќал без букет цвеќе. Сметам дека тоа е една баш убава
одлика за еден джентлмен е дека секој пат кон мајка ми го се однесувал, ја прашувал, се консултирал со нејза. Така да ете. Кој е најдоброто нешто што еден джентлмен го направил за Вера во ваше присуство? Во моје присуство? Да. Па поддршка. Поддршка. Тешко е да најдете мажи со самодоверба. Јас смитам дека сум да не се изгледам малку габарит во смисла дека сум дел од јавниот живот и смитам дека баш не е лесно да некој биде во моја околина и треба да се носи, сепак јас сум и родител и мајка и треба некој навистина да се носи со тоа. Значи, што би било тоа што ме праша, значи смитам дека треба да биде доста самоуверен и да ми дава особена поддршка. Беше чест да разговарам со вас. Исто и на мене, И благодарам. Гледам на друга прилика. Благодарам. Oh, we can be heroes just for one day. Секој може да биде херој од време на време, но вистински джентлмен е нешто што треба да бидете постојано. Испишавме уште една приказна од Джентлмен магазин. Се гледаме наредната недела.